Инаку овој Великден многу се разликува од минатиот Великден, не знам дали се сеќавате. За минатиот имавме еден убав карантин од околу 3-4 дена и беше весело, здивевме со Фани дома. Децата мислат дека не беа со нас, мислат дека беа во Струмица. Јас барем така се сеќам. Само се сеќам дека минатиот Великден со Фани зборевме за филмот Исус и како го немаме гледано многу време. И се договоривме да го гледаме и го доwnloadиравме овој The Passion of the Christ, од страдањето на Исус, да, од Мел Гибсон. И знаете што јас сум го гледал филмот пред години, не знам колку години веќе. И да бидам искрен, не бев спремен да го доживеам тоа што го доживеав онака гледајќи го филмот, бидејќи беше уште пострашно од тоа што го доживеав или го памтам од првиот пат кога сум го гледал. Уште пострашен факт е дека Исус сето тоа го претрпел невин, без било каква причина. Едноставно болката и страдањето не престануваа. Тоа беше страшниот момент. Знаете, понекогаш ние кога го проповедаме, знаеме да го нагласиме тој, да кажеме, духовен момент на страдање кој Исус го имаше и кој беше стварно болен. Во моменти кога тој се почувствува толку заникаде, што кажа татко зошто си ме оставил. И тоа е многу болен момент. Тоа е страдање од едно друго ниво кое не може ни да го замислиме. Но физичкото страдање, тоа што е пасијата, што ја викаме, на латински пасија во буквална смисла на зборот е страдање, болка. Било стварно толку многу страшно што понекогаш треба да се потсетиме што е тоа што Исус го издржа до крај, за да можеме ние сега да кажеме дека сме дел од таа огромна победа. Сиот тој гнев кој луѓето го има без милост беше исторен врз Исус, врз Божиот Син. Денес е Великден, но тоа што претходеше на Великден беше страшен и еден болен процес, кој само еден можеше да го помине. Јас денес сакам да почнам со едно протоевангелие. Не знам дали сте го слушнале тој термин. Протоевангелие. На Велики петок, пред спиење, седнавме со Дори и со Хана и се читавме од Евангелијата, посебно за делот кој се однесуваше на Велики петок. И секако тие има многу прашања кои ги поставува. Некои прашања беа едноставни, но некои беа малце подлабоки. Например, зошто Исус мораше да умре? Зошто толку не го сака Исус? Тоа е валидно прашање. Зошто толку го ставија на тапет, едноставно против него се подигна? Зошто Исус мораше да умре? И сега тука во целиот овој сплет на околности, се до таа последна сцена почнува со Гетсеманија. Читавме од Матеј, последните неколку глави, од Гетсеманија, се до погребот на Исус. Тоа не беше за читање со децата. И ми праша сите тие работи кои ме праша. На деца многу е тешко да се дадат одговори. Многу тешко. Затоа што децата на еден друг начин ги процесираат работите што ги слушат. Хана знам дека заплача во еден момент затоа што Исус помина низ сите тие работи. Емотивно го свати тоа. Гетсеманија е последниот момент пред Исус да ја предаде контролата врз неговото тело на грешниците. Исус има целосно контролата. Целосно. Ништо не оставил на случајност. Тој пред таа вечер, кога им зборува на фарисеите, кога им зборува на грешниците, вика јас го давам мојот живот доброволно. Никој не ми го зема. Јас имам власт да го дадам или да си го земам. Моја власт. На овој момент, кога апостолите требаше да бдеат и да се молат со Исус, Исус знаеше дека ова е моментот кога тој сега официјално ја предава контролата, ја остава контролата. И грешниците ќе дојдат и ќе го фатат и ќе го заковаат на крст. Гетсеманија е момент на силна битка. Страшна битка е тоа. Тоа не смееме да го земеме здраво за готово. Гетсеманија е страшна битка. Исус има таму силна битка. Неколку пати тој во молитва и разговор со својот татко прашува дали може да го одмине оваа чаша.
Мислите дека последните зборови кои Исус ги кажува се ради реда? Ти се тешки зборови. Татко, ако може да ме одмине оваа чаша, ако е можно да не ја испијам оваа чаша, знам што ме чека. Татко мој, ако е можно да ме одмине тоа, но нека не биде мојата волја, туку твојата волја. Исус има страшна битка таму. Тоа не е шала. Да не забораваме дека Исус беше 100% човек. Со сите тие мисли, со сите тие процеси на размислување, сите тие математики кои се прават, сите тие стравови, целата таа агонија која ние можеме да ја почувствуваме, ја чувствуваше он таму. Сите тие мисли, борби кои ги имаше, се сретна таму. Во филмот Passion of the Christ, страдањето на Исус, Мел Гибсон има ставено големо значење на сцената во Гецеманија. Тоест, филмот почнува со таа сцена. Секако во драматичен приказ Мел Гибсон битката која Исус ја има во Гецеманија ја усредоточува на Христовата битка со змијата. Не знам дали сте ја приметили таму змијата. Многу јак момент е тоа. Змијата која првиот човек го втурна в грев, повторно се појави и го искушуваше сега и Божиот син. Во филмот змијата го убедуваше Исус дека не е можно еден човек да го понесе сил тој грев, сета таа вина. Не е можно. Змијата му предлагаше на Исус, а има и друг начин. Му предлагаше. Има и друг начин. Зошто мора на тој начин? Зошто мораш да умреш? Не мораш да умреш. Во прашањето на моите ќерки се крие токму оваа дилема. Зарем немаше друг начин сето тоа да се реши? Зарем не постоеше друг начин? Тоа е многу валидно прашање. Мораше ли да има смрт? Мораше ли Исус да умре? Зошто толку зло? Главниот збор во прашањето на Доротеја и Хана е глаголот мораше. Дали мораше Исус да умре? Смртта ќе ја разберам, гревот ќе го, битката, се ќе разберам, но мораше ли така да се случи? Ако читаме Стариот Завет внимателно, и ако читаме раноцрквените оци за отворувањето на Божиот син, тие нормално разговарат за тоа зошто Господ мораше да стане, зошто Бог мораше да стане човек. Тоа е многу важно прашање. Инкарнацијата е многу важно прашање. И зошто? Затоа што тие морат да го разберат тој момент како Исус, божественоста на Исус. Зошто Бог мораше да стане еден од нас? Ќе видиме дека тие одговараат на едно едноставно прашање. Онака како што Коста Милков еднаш го поедностави тоа во еден разговор што го имавме. Прашањето е кој мораше и кој можеше тоа да го направи. Тоа е прашањето. Кој мораше и кој можеше тоа да го направи, она што го направи Исус. Прото Евангелието се јавува веднаш после падот на човекот. Веднаш после падот. Во Битие 3 глава 15 стих, и тоа ќе биде главниот стих за денеска. Адам и Ева сгрешија, змијата ги наведе на гревот и кога Господ кажува што ќе се случи, која е последицата од гревот, тој не завршува со тоа што само најавува која ќе биде последицата, туку тој најавува надеж. Вели вака: јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, и кажува на змијата, помеѓу твоето семе и незиното семе. И еве го сега прото Евангелието. Тој ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Ова е првиот момент кога Господ дава a way out. Излез од оваа состојба во која ние се наоѓаме. Затоа што ние се наоѓаме во ужасна состојба. Господ дава еден излез. Ова првично или најрано Евангелие се крие одговорот на тоа што треба да се случи. Кој тоа ќе мора да го направи, да го плати тој грев, а во продолжение на целиот Стар Завет ќе разбереме кој тој чин единствено може да го направи. Кој мораше тоа да го направи? Кој мораше да го плати, да ја плати таа цена со смрт за гревот? Кој мораше? Мораше да биде човекот. Зошто? Па затоа што човекот сгреши. Не сгреши кучето. Не сгреши мајмунот. Сгреши човекот. И затоа човекот
мораше да ја плати таа цена со смрт. Мораше човек да биде. Не можеше друг тоа да го направи. Инаку Господ немаше да биде праведен Бог. Онака како што Давид во целата таа поставеност на израелците, целиот тој жртвен систем, Давид на моменти во псалмите разбира дека ни жртвите, ни целиот жртвен систем не може да замени нешто. Не може да го прочисти срцето на човекот. Колку сака жртви принесува. Давид тоа го разбира. Како што кажав, во продолжение на Стариот Завет ние сваќаме кој мора да ја плати таа цена, но полека пророците откриваат кој може единствено да ја плати таа цена. Мораше да биде човекот. Но оној кој може единствено да ја плати таа цена беше Бог. Бидејќи само Бог може да ја плати таа цена. И имаме таа глава во Исаја 53 глава што Фани читаше само дел од тоа за Божиот слуга, за избраниот Божи слуга, за кој верувам дека ни Исаја во целост не знаа за кој станува збор. Израелците после 7 века после тоа ќе дебатираат дали е тоа Израел, дали е Ерусалим, дали е некој водач политички, за кој станува збор тука, за кој се однесува тоа пророштво. Се дека не доаѓа Исус, ги исполнува сите тие пророштва до едно. Божиот слуга кој страда. Израелците очекува Божи слуга, но не слуга кој ќе страда. Исус доаѓа. Од семето на човекот ќе се роди оној кој ќе згази главата на змијата. Мораше да биде човек. Ние доаѓаме до еден проблем кој сите нас не опфаќа. Сите ние паднавме на тестот. Сите ние сгрешивме. Сите ние сме втурнати во тоа робство од кое не можеме да излеземе. Во Римјаните 3 глава, сега го обработувам тоа за факултетот, искрено да ви кажам, и не е баш лесно. Во Римјаните 3 глава апостол Павле многу добро објаснува нашата ситуација. Тој теолошки објаснува зошто сме таму кај што сме. Едноставно нема ниту еден кој не направил греф. Апсолутно ниту еден. Колку сакаш ги знај ги 10 Божи заповеди, колку сакаш труди се, нема ниту еден кој не направил греф. Ниту еден од нас не успева да достигна таа слава со која Бог не овенчал. Ниту еден од нас нема достоен да стои во Божјото присуство по своји заслуги. Сите, апсолутно сите сгрешивме. Апостол Павле е човек кој многу работа на тоа да живее свет живот. Тој е од фарисејскиот ред. Ако читате малце што свети луѓе правеле, значи, како кажам, ти биле платени да бидат добри. Прилика, тоа е job description, да се биде добар во се. Ти се платени да бидат добри. И апостол Павле доаѓа од еден таков ред, од една таква позадина. Човек кој во се бил, да кажеме, совршен. Да го видиш совршен човек од тоа што совршено може да излезе од нас. Да не зборам кој му бил учител. Еден од најпознатите учители во првиот век, Рабин Гамалил. Апостол Павле бил едуциран, затоа што бил на таа позиција, можеме со сигурност да знаеме дека Стариот Завет го знае на памет до зборче. Знае многу еврејски текстови, мидраши, што и да е, ги знае на памет да ги толкува. Од тоа што од пишувањата што ги имаме во неговите списи, гледаме дека тој многу добро барата и со грчката филозофија, цитира, на прсти му е се. Човек со едно такво знаење, со една таква совршена дисциплина која тој е имал, со еден таков жар за Бог. Знаете ли што вели апостол Павле за себе? Во Римјаните 7 глава, 15, 19 и 24 стих. Ки ги прочитам. Апостол Павле вели вака: не го разбирам тоа што го правам. Не го разбирам. Бидејќи не го правам она што сакам, туку она што го мразам. Тоа го правам. Апостол Павле гледа на себе и гледа, значи стварно не можам да се разберам. Не можам да го правам тоа што сакам, а го правам тоа што го мразам. Зашто не го правам доброто што сакам да го правам, туку злото што не сакам да го правам. И заклучува во овој дискурс:
колку несреќен човек сум јас. Кој ќе ме избави од ова тело на смртта? Со сиот овој труд, апостол Павле само кажува, нема спас за мене. Не постои нешто кое јас може да го направам, да ме спаси од ова смртно тело. А какво е нашето тело? Какво е нашето тело на смртта? Еве, погледнете малце натре во вашите срца. Дали ќе се потврди тоа што апостол Павле го кажува дека нема ниту еден праведен, нема ниту еден безгрешен. Сите имаме направено грев. Што ќе најдеме ние во нас, доколку почнеме да копаме малку повеќе? Јас ќе ви кажам што ќе најдеме. И треба само да земам нешто. Забарекадирам. Вака сега. Имам листа на некои работи што ќе ги најдеме внатре во нас. Прво ќе најдеме некои несигурности. Вака, ќе го отворите вашето срце, ќе погледнете внатре и ќе видите несигурности. Несигурности од сите можни видови и категории. Гледаме дека не можеме да имаме сигурност ниту во нас, ниту на некое друго место, па почнуваме со напади кон другите. Отприлика тоа се случува, кога не си сигурен, кога чувствуваш дека може да бидеш откриен или не знаеш што, почнуваш со напади кон другите, затоа што вниманието не е на тебе. Полесно е така. Па продолжува со креирање, создавање некаква дистанца помеѓу тебе и другите. Сите тие несигурности те тера така да се однесуваш. Со впуштање во некаков филм за некаков успех или некаков имидж да градиш. Сите тие несигурности кои ќе погледнеме внатре, во што сте паѓаме ние, колку ние не сме сигурни, колку ќе прекршиме некое ветување, колку Божиот закон ќе го занемариме. Едноставно откриваме премногу несигурности и почнуваме да се дистанцираме, почнуваме да напаѓаме, почнуваме да правиме разни работи, само да не бидат откриени овие несигурности. Тоа е реалност за нас. Многу несигурности. Кој ќе видиме тие несигурности, па може би ќе почнеме да гледаме кон другите. Кон другите што нимаат направено. И после ќе видиме дека во нашето срце се насобрала доста горчина. Горчина се стои таму. Со години стои горчина према некој, горчина према некоја ситуација, горчина према пријатели, према семејство. Во нас ќе можеме да забележиме горчина насобрана со години. Горчина која никој од нас не може да ја поднесе, ниту да ја прости. Едноставно таква е горчината, ни горчи. Седиш со твоите пријатели, роднини, родители, но горчината од време на време знае да се појави према тие луѓе со кои седиш, да те јаде од внатре. Може би се ставаш во некоја позиција повторно на дистанца за да се заштитиш. Но тоа знае да ти стави, знаете во што? Во ситуација на осаменост. Горчината те оддалечува од луѓето и ти бегаш и си во осаменост. После гледаш некои работи, внатре во срцето се насобрале стравови. Страв од една работа, страв од друга работа. Гледаш внатре наложени во твоето срце. И така се живееш во страв. Страв од другите, страв од себе си, страв од светот, страв од болести, страв од неуспех, страв од се и сешто. Страв дури од минатото. Има и минато кој не прогонува, можеби. Минатото не влече надоле. Имаш чувство дека не можеш да го пуштиш. Може би сакаш да го заборавиш, но не можеш. И затоа што не можеш да го заборавиш, не можеш не да го пуштиш. Па дури и на моменти не сакаш да го пуштиш од страв, да не се заборави некоја повреда која ти е нанесена во минатото. Доколку се држиш за минатото, некојко ја одржуваш контролата. Барем понекогаш може би такво чувство имаш. Ако се држам за минатото, имам некаква контрола. Ако го испуштам минатото, ќе изгубим таа контрола што јас имам иначе. Но контролата веќе одамна
минатото има преземено врз тебе, а не ти врз минатото. Отприлика тоа се случува. Тој идолот го прави понекогаш. Секогаш уствари. Таман мислиш дека имаш контрола, а уствари уловите се смениле. Идолот ја превзема контролата и ти си оној кој контролира. Не знаеш како да се ослободиш од минатото. Постојано ти доаѓа, постојано се сикаш, постојано е тука да те фати и не можеш да го пуштиш. Има некои други работи. Усаменост ќе откриеш скриени гревови, и тоа го има. Скриени гревови, наталожени внатре си стојат. Ќе откриеш и болка. И знаете ли што? Кога ќе се најдеме во некоја наша гецеманија, кога се наоѓаме на лево или десно во животот, често пати ќе се појави змијата и сите овие работи ќе ви ги извади пред нос. Ќе ви шепоти. Змијата сите овие работи ќе ви каже, знаете што? Живко, за тебе нема спас. Не е можно да се остави се тоа. Што во молитва? Мора да има друг начин. Молитвата не помага многу. Тоаш доаѓаме до ова важно прашање. Зошто Исус мораше да умре? Гледајќи ги сите тие работи внатре во нас, нашата безпомошност, начинот на кој ние се справуваме со нештата од лошо на полошо, тоаш доаѓаме до тоа прашање и одговорот на тоа прашање зошто Исус мораше да умре. Единствено тој можеше да не избави од робството, затоа што тој наш создател. Знаеше во исто време дека тој единствено мораше да умре за нас. Не можеше било кој друг да умре за сето тоа со кое се соочуваме ние секојдневно. Тој умре за нас на крстот. Единствено Исус можеше да го направи тоа. Онака како што пророкот Исаја го цитиравме веќе на славање, тој беше изнаранет за нашите гревови и мачен заради нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, а преку неговите рани ние се исцеливме. Преку неговите рани ние се исцеливме. Не можеше да има друг начин, не можеше друг тоа да го направи. Божиот слуга за кој пишува Исаја, преку кој ќе дојде исцелението и спасението на светот, не можеше да биде никој друг освен Божиот син. Затоа што тие критериуми кои беа потребни за некој да може да се квалификува за тоа да го плати, можеше тоа да биде само Божиот син и никој друг. Нема ни еден совршен, нема ни еден безгрешен, освен Исус Христос. На крстот тој ги зема сите тие ужасни работи и знаете ли што? Ги закова. Сега јас тоа ќе го направам. Ќе ги закувам сите овие работи на крстот. Гревови, осамености и болка. Дога Христос го кова на крстот, заковани беа и овие нешта. Тоа беше брутално. Тоа не беше лесна работа. Тоа е болка со која ние се соочуваме. И тие беа заковани на крстот. Беа заковани. Господ го зема нашето миното, го закова на крстот, затоа што не можеше друг начин со тоа да се справиме ние. На кој начин ние ќе се справиме со нашето миното ако тоа не беше заковано на крстот? Преку кованието на крстот Христос ни даде една нова иднина. И даде една нова иднина која никој од нас не ја заслужува. Господ го зема стравот. Стравот со кој се соочуваме секој ден. Секој еден од нас. Разни стравови, по прашање на животот, на работата, на кариерата, на болести, на што и да е. Исус ги закова на крст. Стравот го зема. Знаете ли што ни даде? Ни даде смелост. Не затоа што ние сме добри, туку затоа што тој е добар. Затоа што тој е победникот. Тој зема сета наша горчина која имаме, ја закова на крстот. И на место на горчината ни даде милост. Ни даде милост да можеме да простиме. Зошто? Затоа што на нас толку многу тој ни простил.
толку многу тој ни простил. Ги зема сите наши несигурности од секој вид. Ги зема и ги закова на крстот. А знаете ли што ни даде? Ни даде сигурност во Него. Ни даде сигурност во Него. Не затоа што ние сме добри, не затоа што ние ги почитувавме 10 заповеди, туку затоа што Тој умре и воскресна за секој еден од нас. Сите тие нешта ги зеде врз себе, ги закова на крстот и ги однесе таму каде што им е местото. Ги однесе во адот. Ги однесе таму. А ние? А што е со нас? Ние преку вера сме ослободени од сите тие нешта. Преку вера во Него ние гледаме напред во новиот живот, во слобода. Зошто инако ние проповедаме? Ако животот не се менува после средбата со Исус, што проповедаме ние? Христос со жртвата, Христос плати премногу за да нема никаква промена после средбата со Него. И проповедаме дека Исус е победник на сите овие работи. Гревови, страови, минато, горчина, несигурности. Исус е повеќе од сите овие нешта. Исус ги победи сите овие нешта. Радосната вест за нас е дека на крстот сите овие нешта беа заковани. Христос воскресна и ни една од тие работи не го задржа во гробот. Тој премина преку она што Давид го вика долината на смртната сенка. Тој премина од другата страна. Јас и ти не можеме. Христос премина од другата страна и тој веќе помина таму. И тој го проби тој пат до спасението, до слободата, а јас и ти со вера во Него, со ништо друго, со вера во Него. Јас и ти конечно можеме да бидеме слободни од сите тие робства, за кои змијата постојано ни вели дека од тие нешта нема никогаш да се ослободиме. Само да ви кажам дека прото Евангелието, тоа прво пророштво се исполни. Исус ја згази главата на змијата. Амин. Во Него ти си победник врз сите тие нешта. Ако бараш победа врз сите тие нешта, ако се соочуваш со некој од тие нешта, не барај победа во себе, не барај победа на друго место, барај победа во Исус. Само таму може да се најде. Христовата жртва не спасува од гревот и последиците кои доаѓаат од гревот. Но тој тука не застанува. Христос не спасува само од нешто, туку Христос не спасува за нешто. Тој не спасува за нешто возвишено. Една работа само да се ослободиме од некакво робство. Друга работа е да имаме смисла во животот за нешто друго. Христос тоа го прави. Тој не ослободува од гревот, но не спасува за нешто повозвишено. Христос ја плаќа таа ужасна цена на крстот за јас и ти да можеме да бидеме во Божјото присуство. Во зборовите на Свети Августин за конечниот мир на човечкото срце, а преточени во зборовите на Вестминстерската катехеза, се открива таа најважна работа за тоа зошто ние воопшто сме создадени како битија. Слушнете ја првата реченица. Крајната цел на човекот е да го прослави Бог и да ужива во неговото заедништво за секогаш. Тоа е крајната цел на човекот. Заедништвото со Бог е централниот факт и вистина на христијанството. Заедништвото на Бог е централната идеја за христијанството. Не за да бидеме добри, не за да бидеме успешни, не за да бидеме ни радосни. Тоа не е централната. Централната идеја на христијанството е да бидеме во заедништво со Бог. Точка. Тоа е првата работа. Тој е првиот момент зашто Господ во Еденската градина им ветува на Адам и Ева дека од нивното семе ќе подигне некој за да ја згази главата на змијата. Тој е првиот момент кога Господ го повикува Авраам за одредена цел. Тој е првиот момент кога Господ го повикува Мојсей да го избави израелскиот народ. Тој е првиот момент кога Господ го гради шаторот, скинијата во пустината. Сите тие пророци, цареви, создавањето на Израел како нација, контекст
во кој Господ можеше да ја исполни таа конечна цел, да го прати својот син, да ја заврши својата мисија за јас и ти, конечно да бидеме во заедништво со Бог Таткото. Тоа е централната идеја на христијанството. Ако мислиме дека ние имаме најдобра дисциплина за да бидеме добри луѓе на земјата, се лажеме. Има системи во кои луѓе се само измачуваат за да бидат добри. Ние не го правиме тоа. Затоа што нашата централна идеја е заедништвото со Бог. Заедништвото со Бог. Заедништвото со Бог е централниот факт на христијанството. Оному каде што првосвештеникот Аарон во Стариот Завет можеше еднаш годишно да влезе после ригорозни ритуали и очистување, местото каде што Бог седеше, на англиски се вика mercy seat, или во нашиот превод се вика очистилиштето, или капакот на ковчегот Божи. Тоа е местото каде што Господ кажува, тука ќе биде мојот престол, тука јас ќе се појавам, од овде јас ќе зборувам. Преку жртвата на Исус, јас и ти можеме слободно да влеземе во тоа свето присуство и да го прославиме Бог и да уживаме во неговото заедништво за секогаш.